Почитувани гледачи, вие го следите најновото издание од емисијата од своја страна. Моја денешна гостинка и соговорничка е младата наша писателка Ксенија Николова. Ксенија, ти благодарам што ја прифати мојата покана да бидеш дел од емисијата од своја страна. Ти благодарам на поканата, навистина многу се радувам што ќе си помоабетиме на некои теми. Така, ајде за почеток да ги запознаеме нашите гледачи која е Ксенија Николова. Ксенија е еден човек кој што е задоволен и среќен, кој што сака да создава, да твори, да се менува и да расте. Значи се чувствувам како допрва да доаѓа најдоброто од мене. Така, навистина така се чувствувам и на поле на творењето и на приватно поле и се чувствувам како да се осознавам од поново и наеднаш и како навистина да го наоѓам балансот на својот живот. Така, јавноста те препознава како млада и успешна писателка, меѓутоа и текстописец. Имаш напишано неколку дела. Кој беше првичниот мотив Ксенија да започне да пишува? Од кога желбата да почнеш да пишуваш? Па јас пишувам од многу мала, значи но меѓутоа нормално тоа првенствено беше за себе и за своја душа. Но некако спонтано се случи да првото мое дело ја виде својата светлина, нормално со поддршка од најблиските и не знаејќи дека тоа ќе прерасне во една посериозна приказна, која што ја живеам денес, односно дека навистина ќе творам и понатаму и ќе имам неколку дела за себе. Она што е најважно дека сето тоа се случи без никаква цел и се случи искрено, значи јас од секогаш пишував и од секогаш го правев тоа првенствено за себе и сметам дека тој интимен момент кој што го имаме со уметноста, навистина треба да го сочуваме дури тогаш кога ќе почнеме да ја делиме со нашите читатели или воопшто нашата публика. Знаеш ли некогаш дека еве денес ќе бидеш позната писателка? Па не, затоа што не целев кон тоа, меѓутоа се разбира дека кога почнуваш да твориш, целта е да те прочитаат. Так. Значи целта е да станеш читан и да бидеш што почитан, бидејќи ние твориме за публиката. Она што го работиме се разбира и за себе, од своја душа, меѓутоа го споделуваме со публиката и целта да и се допадне на публиката. Така да што повеќе до публиката е среќна со тоа што ние го правиме, тоа нас не прави уште посреќни, секако ни дава мотивација и да продолжиме да работиме. Пред твоето име стои текстописец. Каков е таму предизвикот и каде повеќе ја препознаваме Ксенија? Дали во твоите дела, дали во песните кои можеби ги пишуваш? Разликата е што кога работам на текст, работам во тим. Значи јас сум јас го работам делот кој што е задолжен или за текстот, значи задолжена сум за текстот, меѓутоа тука има и други елементи, значи други луѓе со кои што се работуваме, создаваме една целина. Тоа е малку посложен процес, ајде да речеме, пошто многу енергии треба да се вклопат во една целина и тоа да функционира. Од тој аспект ми е малку посложно, инаку како инспирација ме инспирираат и двете работи еднакво и во двете работи уживам и навистина се чувствувам среќна што имам можност да се искажам и преку текстовите и преку моите романи, се разбира. Така. Со кој еве од нашите уметници ти соработуваш како текстописец? Па јас имам пишувано песни за повеќето истрадни уметници наши, значи ќе набројам неколку од нив. Имам пишувано за Тамара, сум соработувала со Даниел, сум соработувала со Маја Вукичевиќ, со Ѓоко Таневски, со Александар Тарабунов. Последната песна која што напишав беше за Барбара, која што настапи на Макфест, така да навистина со повеќе од нив и секогаш е нов предизвик, нова интересна цел, нова енергија, така да со секој е различно, но навистина во таа работа премногу уживам. Активна си доста на социјалните медиуми, посебно на Инстаграм. Секојдневно објавуваш твои, како да ги наречеме, мисли. Многу млади девојки и жени се пронаоѓаат, те споделуваат и како на некој начин да бараат совет од тебе како понатаму или како да се ја вратат самодовербата преку тие мисли. Колку ти сметаш еве дека преку социјалните медиуми еден писател може да го препознаат уште повеќе, да си само помогне во кариерата, така, се разбира. Па вака, јас почнав да пишувам во времето кога социјалните мрежи не беа толку активни и можам да ги споредам двете времиња. Значи, кога сум имала јас, например, 19 години, постоеше Facebook, меѓутоа тогаш Facebook беше алатка за дружење, не беше алатка за промовирање, се уште не беше толку развиено. Инстаграм не ни постоеше. Дефинитивно мене социјалните мрежи ми помогнаа во мојата работа и затоа што јас научив да ги користам така за да бидат да
да бидат добри за мене и да допринесат во мојата работа. Да се разбереме, во светот на интернетот едноставно тоа е најбрзиот начин да допреме до нашата публика и тоа е одличен начин затоа што замислете да мора да има потежок начин и поспоро, и побавно, тоа секако нас не ни е во корист, особено кога имаш промоција на ново дело, секако дека сакаш што повеќе луѓе да дознаат дека нешто се случува и да видат. Така да јас сум им благодарна на социјалните мрежи, таа ера на нова на интернет мене ми користи, се разбира во граници на нормалата и во граници кои што сметам дека се за мене добри. Така, како што кажав, многу млади девојки и жени си им инспирација на некој начин. Каде ти ја црпиш твојата инспирација? Јас мојата инспирација за среќа ја црпам секојдневно и ја имам постојано наоколу. И она што јас само она што е на мене е да ја забележувам, бидејќи таа е навистина на секаде. И мислам дека така е за секого, само што некои луѓе успеваат да се развијат себе си во тоа сетило на забележување, да се го развијат можеби малку повеќе. Тоа низ годините јас се повеќе и повеќе го учам, да наблюдувам повеќе, да слушам повеќе отколку што зборувам, да внимавам, да анализирам, да гледам што се случува, затоа што околу нас навистина се случуваат многу работи секојдневно, кои што секојдневно се инспирација за различни нешта. И не е точно дека ништо не се случува, апсолутно се случува, само наше е да го забележиме и да го преточиме во она што ние сакаме. Така. Ти се случила ли таа инспирација, еве да речеме во 3 часот на полнок да станеш и да напишеш нешто? Па да, се разбира, ми се случило и да не спијам ради пишувањето или сега зависи, инспирацијата доаѓа тогаш кога доаѓа, меѓутоа добро, кога пишуваш роман ти пак ти имаш инспирација за целиот тој роман. Значи ти имаш приказна која што сакаш да ја раскажеш и знаеш која приказна сакаш да ја раскажеш од самиот старт, барем кај мене е така. И тоа се влече низ твојата инспирација, меѓутоа инспирацијата е постојано во тебе за тој роман, бидејќи ти постојано сакаш да ја кажеш таа приказна, така да тоа е еден процес кој што трае. Така. Колку дела имаш вкупно напишано и кој од нив ти се надоврзуваат? Ти се надополнуваат или сите се приказни сама за себе? Секој моје дело е приказна сама за себе. Имам напишано 5 дела до сега, 5 книги, 5 романи, односно 5 дела не се сите романи, последните 3 се романи. Она што е заедничко помеѓу нив е тоа што најверојатно анализата на ликовите, така тоа е барем нешто што ми го кажале многу читатели, дека анализата на ликовите и раскажувањето на приказната низ призма на ликот е секогаш многу посветена и на психичката состојба на ликот, на неговиот ум, на неговата душевна состојба, на емоциите кои ги чувствува, објаснувајќи дека секој од нас поминува низ различни периоди од животот. Можеби тоа е едно заедничко, меѓутоа сите приказни се сосема различни една од друга. Кој е одговорот на прашањето зошто пишуваш во машки род? Ова прашање навистина се уште го немам одговорот. Во последно време морам да кажам дека почнав и да експериментирам, односно да пишувам и во женски род. Например, предпоследниот мој роман Емотивен манипулатор е напишан во женски род. Последниот мој роман Сите мажи сакаат ли е напишан повторно во машки род. Меѓутоа да, во моето творење преовладува машкиот род од аспект на раскажување. Меѓутоа сам да си играм со тие работи, сакам да истражувам дека нараторот може да биде било кој и јас сакам да се ставам во кожа на нараторот и можам да бидам и машко, и жена, и кулап, и било што по професија и мислам дека тоа е убавината на творењето, да се ставиме во кожата на тој човек од чиј аспект твориш. Колку приказните во твоите романи се на некој начин автобиографски твои приказни и колку тие приказни се вистински еве? Автобиографска е инспирацијата, се што ти се случува во животот ти инспирира. Нормално таа инспирација претрпува промени додека стигне до крајниот производ. Затоа не може да кажеме дека се е автобиографско или пресликано од совсениот живот, меѓутоа се потекнува на овој или оној начин од мене самата, извира од мене. Така. Дали ти се случило еве конкретно за последниот роман да дојде читател и да ти каже дека прочам се препознал во целиот роман? Па да, дефинитивно.
се случува не само да се препознае, туку едноставно и да дознае нешто за себе кое што не го знаел, да си го промени мислењето. Тоа е всушност и суштината на уметноста според мене, да ги менува луѓето и да растеме заедно. Јас растам со мојата публика, мојата публика расте со мене. Така да мислам дека тоа е најбавиот комплимент кој никој може да ми го даде мене, кога ќе ми каже дека благодарение тоа што го прочитал сватил некои работи. Да, тоа е суштината. Така, твојот последен роман е Сите мажи ја сакаат Лија. Ние имавме често и задоволството да присуствуваме на твојата прекрасна промоција на романот. А сега ќе ги поканам гледачите да го погледнат прилогот од промоцијата на Сите мажи ја сакаат Лија, а веднаш потоа се враќаме во вториот дел од разговорот. Ова е твоја борба и ти мора да победиш. Никој не може да ти помогне. Уморен си од слушање на туги приказни. Сакаш своја приказна. Пропаднат во сопстената црна дупка, забораваш како изгледа светлината. Твојот часовник стои како да си претворен во лед. Сакаш бој, сакаш чаринило. Не ти останува ништо друго освен да создадеш свој свет. Насликај го, насликај и цветови. Направи го шарен твојот свет. Ова е само дел од најновиот роман од младата писателка Ксенија Николова. Се наоѓаме на промоцијата на најновиот роман на Ксенија Николова. До мене ја имам токму неа. Најпрво ќе ја запрашам какво е чувството да се држи во рака ова твое ново дело. Па, чувството е прекрасно, единствено, секогаш е посилно и посилно. Секој пат кога ќе напишам нешто ново, се чувствувам неверојатна радост, неверојатна среќа, исполнетост, пожива се чувствувам од било кога. И навистина тоа е некој благослов кој што го добиваме ние што создаваме уметност, тоа чувство не се опишува, едноставно е посилно од сите чувства кои што јас во животот до сега сум ги доживеала. Која беше инспирацијата што Ксенија ја натера да го напише ова дело? Па инспирацијата, како и за сите претходни дела, е спонтана. Ова е нешто што одамна сакав да го создадам, да зборувам за храброста и за различностите и за силата на нашиот ум. Спонтано се случи приказната, спонтано ме дојде инспирацијата, склопив некоја приказна во својата глава и излезе од мене на хартија. Дали можеби во романот можеме да надзреме нешто автобиографско? Во овој роман многу малку, меѓутоа, знаете како, значи автобиографска инспирација е нешто кое што се минува во текот на пишувањето. Може инспирацијата да потекне од нешто автобиографско, меѓутоа тоа да се циркулира различно во книгата. Се е мое или се јас тоа го чувствувам, меѓутоа не значи дека во таа форма ми се случило. Така, Ксенија, која пораката која младиот читател треба да ја препознае во Сите мажи ја сакаат Лија? Дека храброста е најважната особина, дека силата на умот е неверојатна и дека треба да веруваме и да се бориме за животот кој што сакаме да го живееме. Ние се враќаме во вториот дел од разговорот со младата писателка Ксенија Николова. Ксенија, да продолжиме. Ајде да ги запознаеме гледачите. Која е твојата матична издавачка куќа? Мојата матична издавачка куќа е издавачката куќа Култура. Со Култура соработуваме. Навистина имаме прекрасна соработка, соработуваме многу блиску и многу искрено и мислам дека затоа имаме успешни приказни на крајот од денот. Последниот мој роман, како и претходниот, се токму издадени од издавачката куќа Култура и мислам дека полека плетеме некои интересни приказни кои што ни стануваат традиција и навистина е многу убаво кога имаш позади себе, јас го нарекувам ветер во грбот, некој што така те поддржува и навистина ти дава елан да продолжуваш да твориш, да продолжуваш да креираш уметност и е твоја поддршка во истото. Така, јас ќе се заблагодарам овде и за издвоениот простор на Книжарница Култура за ова наше кратко интервју. Исто така ќе ги информираме нашите гледачи дека токму овде можат да ги купат, односно да се снабдат со твоите романи. Така. А сега ќе те прашам, кои се 5 збора со кои ти ќе опишеш што е за тебе љубов? Па, љубовта се опишува во 5 збора. Се опишува во еден, ако точно знаеш како. За мене љубовта е разбирање, емпатија, разговор, поддршка и хумор. Така. И хумор, дефинитивно хумор. Мислам дека на крајот од денот, последен тежок ден, како што мислам дека сите се почесто имаме, хуморот е оној, како што кажуваат, што ќе го спаси светот, така да и хуморот е оној што може да ја спаси секоја криза,
секој лош момент, секоја тешка И јас викам, епизода. ако знаеш да ме насмееш, си завршил пола и повеќе од работата. Апсолутно. Така, Синија, на самиот крај од разговорот, ајде, кои се твоите планови во иднина, што да очекуваме следно? Вака, значи продолжуваме да чекориме по патот по кој што сме тргнале. Назад вртење нема. Значи почнав да подготвувам нешто ново. Здравје наредна година, не да на есен е планот да излезе тоа нешто, ќе биде нешто многу интересно. Нешто различно се разбира, но доследно на мојот стил, но секако излегуваме од комфорт зоната, затоа што само така се расте. На тој план е тоа, во меѓувреме си продолжувам да си работам на текстови, кога ќе има потреба и соработка за истото. Продолжувам да си го живеам животот задоволна и среќна, да се радувам на секој ден и тоа е тоа. Така, на самиот крај, која е пораката, односно која е мислата која ќе ми упатиме како порака на нашите гледачи? Па дефинитивно да се менуваме, да растеме, да не критикуваме, да не се жалиме, затоа што додека ние се менуваме, само така ќе се адаптираме на животот. Така, Синија, ти благодарам уште има што ја прифати мојата покана. Јас ќе ти посакам да продолжиш да чекориш по тој пат. Дефинитивно си на вистинскиот пат, уште многу нови успеси, многу нови дела. Телевизија Сонце секогаш е тука да биде. Благодарам многу на убавите зборови на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше уште едно издание од емисијата од своја страна, овој пат со младата успешна писателка Ксенија Николова. Јас ќе ви се заблагодарам што не следевте, а ние се гледаме веќе од следната среда со нов и интересен гост. Довидување.